Добар ден. Новата свежа доза на информации обликувани во новото продолжение во Фактор здравје ќе биде карактеристики на денешната емисија и затоа се срдно ве поканувам да останете до крај со нас. Она што денеска ви го нудиме повторно е актуелна тема во контекст на пандемијата со коронавирусот и со референтен гостин со кој што ќе споделиме нови пред се потврдени и научни искуства и податоци поврзани со болеста COVID-19. Секогаш е задоволство во контекст на нашето мото мислете на себе да ви дадеме аспекти пред се превентивно да делувате на вашето здравје и токму затоа денешната тема третман на COVID-19 верувам дека нема да биде исклучок. На мое и ваше пред се верувам задоволство денеска информациите и пред се потврдените научни факти ќе ги споделиме во продолжение преку разговорот со професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог и воедно вореден професор на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Професоре, добар ден, добро дојдовте во Фактор здравје, како сте? Добар ден, добро ве најдов. Функционирате нормално вие, вашата фамилија? Да. Научната научната веројатно најмногу сега работиме. Актуелна е. Слично како кога го работевме докторатот, секој ден по 10 на сати нели се прелистуваат трудови. Наставата онлайн ја тераме, испитите исто ги тераме, така да функционираме. Сигурно благодарам уште еднаш што денеска ја прифативте поканата и задоволство ми е што ќе разговараме на споменатата тема. Предлагам да ги видиме блокот реклами и пауза по која што ве поканувам да останете до крај со Фактор здравје. Денешната емисија на Фактор здравје, добродојдени сте и вие да ја збогатите со ваши прашања, затоа ве поканувам на 6091-925 и 6091-924 да се јавите и поставите денеска прашање до професор доктор Вело Марковски, кој што е специјалист инфектолог и со кого ќе ја третираме темата третман на COVID-19. Професоре, бидејќи реков, денеска ќе утврдиме и ќе докажеме научни факти потврдени, дали после 5 неполни месеци од прогласувањето на пандемијата и појавувањето на коронавирусот, веќе се знаат некои факти кои што се неоспорни и веќе утврдени како такви и се влезени во протоколите можеби и за лекување, но и како епидемиолошки податоци? Па да, помина веќе, ако се земе од декември, нели скоро 6 месеци, и јас ова би го поделил на два дела. За жал, од аспект на патогенезата, на начинот на проширување на вирусот, причината за смрт и така натаму, скоро да нема ништо ново во овие 6 месеци. Меѓутоа, има нови сознанија, бидејќи веќе имаме голема серија на голем број на заболени, голем број на хоспитализирани, процентот на умрени, така да веќе имаме сознание од аспект на епидемиолошките случувања на оваа така наречена пандемија. Парадоксално, за толку долг период, ние не успеавме да дојдеме до никакви клинички нови сознанија. Значи, тие сознанија кои се ги опишаа првин колегите од Кина. Имаше малку забуна во описите и информациите кои доаѓаа од Италија. Меѓутоа, сега веќе од Соединетите американски држави се процентите, бројките се совпаѓаат со тие од Кина. Значи, ние некаде околу 5 милиона веќе имаме во светот позитивни, иако тука имаме некои парадокси, се водат како заразени, и тоа не се заразени, тоа се позитивни, и тоа додатно прави некаков хаос или забуна во науката, и имаме околу 300.000 умрени, што од аспект на некоја болест или на влијание статистичко на смртноста во светот е занемарливо, никакво. Значи, сите тие проценки дека ќе имаме, 30 милиони умрени така натаму, паѓаат во вода. Овие, од оваа 300.000 смртност, веројатно барем половината се од други причини умреле со COVID, можеби повеќе, не од COVID, така да имаме една состојба со која имаме болест или пандемија прогласено, која има минимални влијанија на смртноста на човекот воопшто, бидејќи ако земеме дека дневно веројатно околу 200-300.000 луѓе умираат во светот, занемарливи се овие бројки од други болести, нели, не од било која причина, нели? И воопшто нема да има влијание, сигурен сум тоа, кога ќе се прават статистички анализи, нели, во овие месеци, во споредба со минатите години или со идните, воопшто нема влијание од една страна, од друга страна се блокира целиот свет. Значи, од една состојба која буквално не е толку опасна,
дојде до една состојба да бидеме исплашени и да се преземат мерки такви како што се презема, да се затвори светот, да имаме огромни последици по економијата во светот, да имаме огромни последици по здравието од други болести, нели? И од други состојби за овој период. И останува, значи, во тие големи серии, веќе излегоа американците со, да речеме, обработени 5000 пациенти и така натаму, веќе трудови кој мора да им се верува и понатаму се потврдува. Значи, во сите тие, немаме јасни знаци дури на инфекција, а не на вакви некои коронавирус. 1/3 од тие пациенти имале само температура. Значи, што е општ симптом, нели може да биде неописливо е да се врзува само за да има пневмонија, а да нема температура, нели? Понатаму крвните анализи, бројот на леукоцити, бројот на лимфоцити, цитокините, инфламаторните елементи, ЦРП, прокалцитонин, сите се горе-доле во граница на нормалата, што цело време укажува дека ние имаме еден страх со короната, меѓутоа паралелно ни се случува некоја друга состојба или некоја друга болест или воопшто некоја друга состојба од која имаме зголемен број на акутен респираторен дистрес синдром. И тоа е тоа што ние треба да го анализираме, меѓутоа во оваја паника и во овој хаос останува науката маргинализирана, бидејќи премногу се форсираат разни информации од многу луѓе кои не се во медицината и луѓе кои се во медицината, ама не се во таа област. Ево конкретно нели Трамп е најзначајниот лекар во светот, бидејќи тој такви информации во јавноста презентираше, а не научниците, како паралелно на ова што го зборувате. Па видите се, ако веќе имаме храброст да спомнуваме нели такви Нева го земав како нели најекспонирана светска личност, политичар кој што зборува за медицина, а не е медицинар. Сигурно му е потврдено, значи медицината во Америка е на највисоко ниво. И ние од таму учиме, сигурно му е потврдено со релевантни податоци. Не зборувам за тоа што го презентира, начинот како тоа се презентира, како се публикува во јавноста. Бидејќи друго е ако научник или лице клиничар ја презентира таа вест наспроти него како политичар, го земав како пример. Значи добро, јас реков ако имам право да коментирам такви големи личности, јас би рекол дека во целата оваа пандемија најсветла личност за мене е баш председателот Трамп. Бидејќи навистина сега тука се бори против оваја состојба. Сега тука има многу лажни вести. И за него, и за светска здравствена, и многу вести доаѓаат кои контрадикторности да се содруваат. Лажни вести на кои не можеш да им веруваш. Значи дури последната ја читав изјава на директорот на СЗО за Европа кој вика дека ќе има втор пик повирулентен на зима. И сега логиката кажува дека тоа не е можно да го предвиди, дека е веројатно лажна вест, дека тој не го кажал тоа. Значи треба да го проверуваш сега, да губиш време, да го најдеш во живо дали го кажал и така натаму. Значи од сета таа состојба моментална, рековме веќе има над 5 милиони случаи, веќе се кристализира дека тој процент има позитивни, тие се многу повеќе позитивните на PCR технологија, која не е најадекватна. Има луѓе со симптоми на коронавирус. Предпоставувам дека воопшто овој PCR дали воопшто ги фаќа, дали се вкрстени реакции со останатите корона алфа коронавируси, и дека има една состојба каде што некаде 2/3 или 70-80% од луѓето поминуваат многу лесно и тоа продолжува и понатаму. Така беше во почетокот и останува парадокс на луѓе кои прават масивни, билатерални, се водат како вирусни пневмонии и оздравуваат без проблем. Тоа е голем парадокс. Значи такви масивни пневмонии, при тоа нема зголемени лимфни жлезди, при тоа на обдукција, значи имаме од Италија серии, од Соединетите американски држави серии на 50, на 60, значи тоа се големи серии на многу луѓе кои се направени обдукција во Германија исто така, каде што всушност многу малци елементи на инфламација има. Значи не е причината коронавирусот за смрт на овие луѓе. Дури зачудува, значи се работи во сите, се опишани задебелени хиалини мембрани, зголемени алвеоли, тежината на белите дробови на обдукција е дупло потешка, дури повеќе
од 100% е потешко од нормалната тежина, што значи од некоја причина белите дробови се исполнуваат со течност, задебелени алвеоли, хиалини мембрани и тоа е причината на смрт. Значи нема лимфни жлезди, ги нема многу елементи на инфекција нема. И тоа е тој тренд што останува понатаму да во клиничката слика да доминира. А реков во епидемиолошката веќе имаме јасни податоци дека се работи за дури и да е, нели, излегува во меѓувреме, прашавте што е ново, излегува многу релевантни научници дека се работи за на некој начин вештачки вирус, меѓутоа е небитно. Значи небитно е. Веќе постои вирусот, да. Вирусот е тука, меѓутоа цела тоа состојба не е реално, е далеку од некоја бројка која постигна на заболени или наумрени за да се парализира целиот свет. Да, и тука би ве прашал со таа парализа, бидејќи за непол месец многу држави, најголем број од државите ги затворија границите, а спротивно на тоа, сепак пандемијата се ширеше. Како тоа ќе го објасни научната фела? Како вие го коментирате? И мене ми е исто несватливо како од Кина Италија беше следното жариште, бидејќи географски се илјадници километри оддалечени. Па, добро, тоа и може да се објасни некако, нели, некој патувал и така натаму. Меѓутоа, тоа да во исто време, на сите точки на планетата ни се појави ваква една инфекција респираторна, до сега не е опишано. Не е опишано да во летни месеци, нели, како што беше во јужната хемисфера. Да, Австралија, например. Австралија, Нов Зеланд, Јужна Америка и така натаму, да има проширување на ваква една инфекција. Сега тоа може да има, по мене, може да има повеќе, може да има две причини. Едната причина научно мислам дека е многу издржана, дека се работи за PCR технологија која фаќа нели секвенции на коронавируси и веројатно тој нормалниот процент што го знаеме за сите коронавируси, пред се за алфа коронавируси, дека од 5 до 30 до 35% имаме позитивност, односно присутност на овој вирус меѓу популацијата и веројатно оваа PCR технологија го фаќа тој алфа коронавирус. Тоа е и затоа насекаде во светот го има, а луѓето кои таму исто се разболуваат и умираат, веројатно умираат од акутен респираторен дистрес синдром, за кој може да има многу повеќе причини. Значи не е само коронавирусот. Да. Тоа е најиздржано научно објаснување, другите би биле шпекулации од типот на вештачко пренесување на вирусот и така натаму. Да, имаме некого на линија да го слушнеме, професоре, добар ден. Добар ден. Да. Кој е вашето прашање? Да. Голем поздрав до професорот, пошто сме на некој начин и колеги. Добро. Би сакал да го прашам до сега ниеден ваш, односно македонски медиум, не спомна стоматологијата. Што мислам дека сме пред фронтот на инфектолозите, иако со голем респект према професорот, пошто прв ги излезе во јавноста, ја кажа реалната ситуација. Парадоксалноста само би ја кажал на министерот што спомна, треба да живееме ние со овој вирус. Сега стоматолозите треба сите да се инфицираат, бидејќи идеална заштита нема. На председателот исто жената е стоматолог, исто професорка е на стоматологија. Да. Па ниеднаш не спомна да каже како треба да се заштитат стоматолозите, бидејќи воедно еден заразен стоматолог може да биде извор на нова зараза. Да, благодарам за вашето учество, господине. Претпоставам колегата е стоматолог, бидејќи ги спомена стоматолозите. Кој е вашиот коментар или мислење? Па вака сега, значи од тоа што го зборувавме досега и од тоа што веројатно треба да излезе, мислам дека стоматолозите прекинаа со нивната работа генерално. Да, чинам дека од вчера дека и тие почна. Да. Мислам дека треба да се работи, они веќе имаат и пред тоа има заштитни мерки ради можноста од пренесување на хепатит Б, на ХИВ инфекција и така натаму. Сега дури и премногу се заштитени, така да мислам дека реално дека со заштитна опрема можат да работат и дека нема никаков проблем. Да. Во овој прв дел од емисијата, професор, уште би ве прашал, бидејќи белите дробови секогаш ги споменуваме како најатакуван или орган кој што најчесто коронавирусот го зафаќа, дали тоа значи дека тој има некои посебни механизми, некои посебни рецептори кои што го предизвикуваат овој вирус да ги направи тие клинички манифестации, евентуално да ја екзацербира, односно влоши постечката болест ако има некој таков пациент?
пациенти евентуално да почине? Значи 80% одат како горно-респираторна инфекција, не се белите дробови зафатени. Од тие 20%, 15% прават пневмонии, масивни пневмонии, така се опишани, вирусни, примерни пневмонии, од кои во нормални услови од други причинители има многу голема смртност. Парадоксално вие оздравуваат, веќе кажавте нема Германија, САД, елементи на Италија, абдукција, значи они не доаѓаат и 5% од нив, односно една четвртина од тие што ќе развијат долно респираторни инфекции, одат во така наречени критични случаи кои имаат параметри на послаба покриеност со кислород, односно нивото на кислород во крвта е ниско, значи имаат пречки со дишењето, со размена на гасовите и тие се тие каде што имаме смртност. Значи бидејќи веќе реков не се работи дали сега рецептори, можеби А и мозокот почесто е она како орган што исто така е атакуван, барем како информација тоа го имам прочитано, дека го зафаќа и мозокот како еден од органите. Значи во сите досега научно пишани трудови, тоа се голем број, зборуваме за трудови кои се објавени во Lancet, во British Medical Journal и така натаму, значи во престижни списанија, нигде не е опишана енцефалопатија. Значи воспаление на мозокот. Да. Можеби тоа е фейк нјуз или... Не е воспаление, туку страдање, патија на мозокот, која многу често појава кога имаме грип или кога имаме такви други акутни респираторни инфекции, каде што имаме жесток цитокински одговор и таа цитокински јак одговор знае да оштети хематоенцефална бариера и таму да влезат креатинин, билирубин, уреа и така натаму нормални состојки во крвта и да направат енцефалопатија. Во овој случај скоро да не е опишан случај на енцефалопатија, што уште повеќе потврдува тезата дека тука немаме жестока борба, дека имаме веројатно корона инфекција која оди како што оди, со благи симптоми, организмот не ја чувствува како сериозна закана, не се лачат големи количини на цитокини и поради тоа немаме зафаќање на мозокот. Сега што се случува во белите дробови останува нејасно и треба да се анализира која е таа состојба која доведува до една вакво полнење на белите дробови со течност, еден голем отпор во белите дробови, да мора на респиратори тие што да се оди со голем притисок и така натаму и сето тоа е причина за голема смртност. Уште едно јавување имаме. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден, господине. Гледач од Прилеп се јавува. Добро. Кој е вашето прашање? Имам едно прашање до професор. Добро. Повеќе години сум јас астматичар и сега малку загрижен сум во ова, дека како астма што имам лежи на пулмологија кај професор Ѓорчев кој е во пензија и професор Докич. Добро. Ме интересира за професор да ми каже дали некако ние имаме страф астматичарите со оглед на овој што се вели сега, пример, втор бран на есен за сезонски грип или нешто така слично, дека како пример не треба да се вакцинираме или како да побараме некаква си помош за вакцина, за да не дојде до онај пример че ме бран на, како да кажам, на инфекции да се зарази минути. Ние сме, барем тие сме предвидените со бели дробови, што би можело пример че да имаме може смртност, не дај Боже. Да, благодарам и за вашето прашање и интересот од Прилеп. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по блокот реклами. Денешната тема во Фактор здравје е третман на COVID-19. Ке продолжиме да ја разговараме со професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог и воедно вонреден професор на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Професоре, пред да одговорите на господинот од Прилеп за астма, што спомена и дали е тој ризичен во однос на појавата и заболувањето за кое што зборуваме, би искористил прилика дали евентуалното пронаоѓање и откривање на вакцината превентивно би не заштитило и би створило имунизација кај на здравите лица. Астмата е во групата на пациенти со ризик за пред се за грипот и би советувал на есен пациентот да се вакцинира за сезонскиот грип. Таму навистина може да има помош и да има последици ако добие грип. Интересно е кај овој COVID-19 најризична група се луѓето со хипертензија. И веројатно тука с големен крвен притисок. Да, голем крвен притисок што воопшто досега не било како ризик фактор за смртност кај грип или кај други горно-респираторни инфекции, што исто така упатува на тие рецептори и така натаму на вирусот.
на терапијата со АЦ инхибитори и така. Значи во сите студии смртноста или најголем ризик е до 50% е високиот крвен притисок. Што се однесува за вакцината? Значи вакцината е многу нереално да очекуваме дека сега ќе измислиме, ќе најдеме вакцина и со тоа ќе ја прекинеме оваа пандемија. Како волшебно стапче некој можеби. Значи има сложена процедура за производство на или пронаоѓање или процедура кои се чекори кои отприлика треба да траат најмалку 2 години за да кажеме дека имаме некоја успешна вакцина. Сега ако некој извади вакцина, а му требале 2 години, ја спремал 2 години, тоа е веќе друго прашање. Понатаму, како веќе ќе имаме таква вакцина, таа треба да се истестира, па да се види помала група, па да се види дали ќе има некои несакани ефекти, бидејќи ние имаме пример со вакцината за респираторен синцитијален вирус. Испадна дека во патогенезата на тој вирус всушност е алергиска реакција и со вакцинирањето ние имавме влошување на состојбата. Значи можни се и такви некои реакции или варијанти и додека сето ова, нели, ако чекаме вакцина ќе поминат 2 или 3 години, а до тогаш сигурно овој вирус ќе мутира. Ќе мутира на полошо или на подобро. Најверојатно, следејќи го примерот со SARS или со MERS, веројатно ќе се повлече. Таа е најоптимистичката варијанта да се повлече од циркулација, па следните години да циркулира коронавирус, алфа коронавируси кои одат со една многу лесна настинка која не бара ни мирување, ни лежење, луѓето одат на работа и така натаму. Така да ние да се дадеме сега на чекање на вакцина, а измеѓу вирусот или да чекаме пик кој што ќе биде на есен или во зима како што се предвидува, нели? Видите, јас дури не верувам дека директорот на Светска здравствена организација за Европа го рекол тоа. Значи, ако тоа го рекол, треба он да знае, од каде он знае дека ќе има за вирус кој првпат се јавува. Значи, ние дури за грипот, кој го следиме одамна. Од 50 и некоја година има мрежа во светот, секоја точка во светот е покриена со грип и ние пак не знаеме следната сезона колку ќе биде вирулентен. А сега одеднаш за нов вирус, да ние знаеме дека ќе има повирулентност или ќе има втор пик, трет пик, значи тоа е веќе голема шпекулација од страна на врвни институции, тоа не е во ред. Да, и она што сакам да ве прашам, а сигурно една од поентите на денешната тема и емисија е терминот оздравени. Тоа е она што се реферира, што по мене нормално повеќе можеби би одговарало на рекуперирани или recovered, опоравени пациенти. Може ли да зборуваме реално за оздравени и на каков тип терапија се ставаат? Или само подобрена клиничка слика, па се испуштаат од болница, доколку се хоспитализирани со COVID-19? Не. Значи, се работи за вирусна инфекција. Да бидеме свесни дека имунолошкиот механизам на човекот е идеален, односно тој што не одржува нас во не брани нормално. Со сите тие милиарди причинители, малигни клетки и така натаму. Значи, оздравувањето го прави организмот, не ни се потребни лекови, тие се оздравени, не се подобрени така натаму. Значи, 80% оздравуваат без да имаат никакви тегоби. Да, тоа веќе го рековме, да. Тоа е истиот вирус е. Да. И овие со пневмонии тие се оздравени. Сега за овие мал процент што дадат во критични, каде што имаме акутен респираторен дистрес синдром, каде што имаме други компликации, имаме тромбемболии, појава на обдукција на овие не ги спомнавме каде што се во Италија и во Америка. Значи тие состојби тоа се веќе други состојби. Во однос на етиолошката терапија, веќе немаме етиолошка терапија, факт е. И таа терапија кај овие горно-респираторни инфекции воопшто не ни е потребна. Потребна ни е некаква терапија на пациентите што имаат масивни билатерални бронхопневмонии и правени се обиди со лекови. Тие не делуваат на самиот вирус, меѓутоа делуваат на инфламаторниот одговор. Сега таму каде што имаме инфламаторен одговор, таму веројатно оваа терапија помага, како што беше азитромицинот, како што беше хлорокинот и така натаму. Значи тие не делуваат на вирусот, туку го намалуваат, така упростено да кажем, имунолошкиот, односно не даваат прејак имунолошки одговор кој ќе биде сам по себе штетен. И такви случаи имаме. Значи ние мора да ги селектираме во тие обдукции јако малку, меѓутоа имаше најдено и случаи на бактериски апцеси во белите дробови, на габични апцеси, значи во таја маса на тие што се водат како COVID-19 пневмонии, има и бактериски и габични пневмонии. Исто тие се микроорганизми, како и вирусите. Бактерии, да, и меѓутоа тие одат со инфламаторен одговор и таму можеби има некаков
некаков ефект. Генерално, значи, ние немаме, не знаеме точно патогенезата и не можеме етиолошки да делуваме. Да, и она што сакам уште да ве прашам, ова сигурно е искуство кое што ќе го споделите за крај на разговорот во однос на оваа ситуација и животот со COVID-19 и коронавирусот, но претходно само коментар во однос, еве, ми споменавте Русија, Турција, државите кои што исто така имаат драматични показатели, како тие се справуваат и колку тоа би влијаело на текот на оваа пандемија? Па, многу добар пример дадовте. Значи, движењето, Шведска веќе многу пати е зборувано, они веќе застанаа на таа бројка на смртност, постигнаа некој врв. Движењето, нели, веќе имаме во Соединените американски држави над 1,5 милиони со некаде, нели, 3-4% смртност. Значи, смртноста која направи паника во Италија, во Шпанија е нереална. Веројатно беа прикажувани луѓе кои умреле од други причини и се става или имале примарно заболување, да. Сега се спомна, нели, мали држави, богати држави, вакви да. Меѓутоа сега гледате, Русија има мислам дека беше негде околу 300.000, веќе таа е голема бројка. И они имаат помалку од 1% смртност. Што значи дека нивниот здравствен систем е одличен, ги селектира ова што го зборевме. Селектира која е бактериска, која е вирусна, селектира ковид од други состојби, од малигни заболувања и така натаму. И изненадува со одличен одговор и Турција. Они имаат некаде околу 150.000, веројатно по 2.000 на милион жители, значи имаат некаде повеќе од 100% од нас. Меѓутоа со смртноста се некаде околу 2-2,5% и воопшто не доаѓаат информации дека има таму паника и дека нешто се случува драматично, значи еден одличен одговор и тие модели кои понатаму треба да се следат веројатно како би требало да се однесуваме за време на слични или вакви пандемии. Да, и уште еднаш да потсетам дека 6091925 и 6091924 се двете линии кои што ви стојат на располагање доколку сакате да коментирате или поставите прашање денес до професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог и воедно вонреден професор на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И пред да зборуваме за она што е излез и начин на живење со коронавирусот, Шведска ја споменавте и често ја споменува и СЗО како пример, дали тоа значи швеѓаните со оглед дека условно како постудени немаат многу физички контакти и доближување еден од клучевите покрај свесноста и нивото на здравствена заштита за ваков одговор, односно за пример и репер со коронавирусот и COVID-19? Мислам дека не е битна климата. Имаат околни држави, Норвешка, Финска, каде што може би уште е поладно и они излегува со таква една либерална доктрина, каде што си ја прифати оваа болест таква како што е, ќе си се бориме, ќе ја лекуваме и ако ги обвинуваат за голема смртност, кај нив застана смртноста, меѓутоа они не си уништија економијата и нивните споредби се точни, значи они имаат далеко пониско смртност од Италија, Шпанија, Англија, Франција, каде што имаше ригорозни мерки. Значи, има ригорозни мерки, смртноста е голема. Да. Слично ние гледавме и во Соединените американски држави, каде што сојузниот министер за здравство, значи тоа се релевантни информации, каде што он исто даде податок дека дел од државите каде што имаат вакви рестриктивни мерки имаат поголем број на случаи од државите каде што немаат такви каде што е полиберално. Каде што е полиберално имаат воопшто помалце број на заболени со коронавирус. Да. И да се вратиме на Македонија, бидејќи од тука и тргнавме, она што беше проектирано на почетокот или кога беше воведена во редната состојба од министерот, беше бројката од 2000 заразени пациенти, бројка која што до денес се уште за среќа не е постигната. Па, не знам дали стрејка. Концепцијски, значи, мислам дека отидовме така како што отидовме во почетокот и тоа беше сосема во ред, бидејќи многу податоци не се знаја. Меѓутоа, зачудува таа крутост на ставовите кои беа донесени негде на 11 март и кои се уште важат. Значи, се направи една проекција од епидемиолозите кои викаат ние не сакаме удар да имаме на здравството, ќе ја држиме кривата растегната и сега што имаме? Имаме по 30 заболени дневно или месечно 1000 и ние
а од друга страна викаат дека ни е потребен колективен имунитет и дека тоа е 60-40, ке речеме 30%. Знам од претходни искуства дека доволно и 30% да има. Тоа се пак 600.000 луѓе во Македонија. И сега ако ние тераме по 1000 месечно, можеме да израчунаме колку месеци ќе ни треба за да постигнеме колективен имунитет. Значи едно сосема нелогички, нерационално размислување. Иако овие бројки се веројатно 10 пати појаки, повисоки. Значи од тие веројатно 20.000 се. Меѓутоа далеку сме од тој колективен имунитет. И сега концепцијски ние не знам како ќе излеземе. Мој предлог е да веднаш се прекинат сите овие полициски часови, сите овие мерки рестриктивни, бидејќи е факт дека е лето, дека е отворено, дека и да се види дали ќе имаме. Би оставил само бидејќи са школските, тоа се двете мерки, школски деца и масивни собири. Школските деца јасно е дека годината нема да учат, дури во септември. Би оставил само јавни собири да не се собираат, би оставил 2 недели, еден период у кој ќе видиме дали ние ќе имаме сега пораз или ќе имаме исто така пат на кривата. На ова. Ако имаме пораз, ќе затегнеме мерките и ќе видиме. Меѓутоа вака до недоглед, значи ќе ни треба неколку години да со вакви постепени олабавувања, со би укинал полициски час, носење на, значи движењето на вечер веќе нерационално е да се носи маска на 40-45 степени надвор и така натаму. И мислам дека тоа е едно реален излез од оваа ситуација која можеби треба да размисли Комисијата за заштита од заразни заболувања за една таква мерка, значи да остави еден период да се прекинат и од моментот кога ќе се прекинат да се поминат 14, 15, 16 дена и да се направи пресек да се види каква слика ќе имаме, да. Инаку до недоглед веројатно да. За 10 дена или 29 мај отприлика е датумот кога би требало да заврши оваа воредна состојба. Дали тоа по автоматизам, професоре, и според ваше мислење од научен аспект значи и нормално живење, ако ги тргнеме настрана на овие два аспекти, училишните деца и масовните собири да се забранат? И дали може да се оди на летовање? По мене, мислам дека треба да се вратиме во нормален живот, треба да се оди да живееме, да. Бидејќи се гледате, ние имаме веќе 3 месеци, само да земеме систематските прегледи се прекинати. Епидемиолозите сега се негираат, ние имаме добра епидемиологија, имаме одлични резултати баш со превентивни мерки. Да. Значи, меѓутоа се систематски прегледи и така натаму. Прегледите, редовните контроли на хронични болни, на малигни заболувања, состојби од авитаминози што ќе ни се јават, кондиционо ќе паднеме и така натаму. Значи, штетата, зошто го викам вака? Сега, во ова развлекување на крива не се вика дека ние нема да имаме, ние ќе ги имаме истите број на умрени, веројатно по 50 месечно, ама кој ќе ги собереме тие 10 месеци, ќе имаме, не знам, 500 умрени, значи не вика дека ние ќе немаме, ќе имаме, ама тоа ќе биде развлечено. И се што ќе постигнеме ние за една година, ќе отидеме веројатно економијата 2 милиарди во минус, ќе ги имаме дали наеднаш или не знам, меѓутоа реков ова бројка на умрени, иако ако земете за било која трагедија која ќе умре, меѓутоа гледано како држава, како статистика нема да има статистичко влијание на општата смртност ни во државата, ни во регионот, ни во светот, така да мислам дека треба да се вратиме на нормала, мораме да бидеме растегливи во носењето на одлуки. Ако имаме, се вратиме, прекинеме, меѓутоа гледаме држави дека прекина епидемија, па ништо не се случи драстично. Дури една Италија ги намали мерките, меѓутоа ако нешто драстично ни се врати пикот, ние далеко сме од исполнување на капацитетите на болниците, пак ќе воведеме рестриктивни мерки. Значи тоа не е нешто еднаш сме рекли и готово. Да, тоа е менлива категорија. Да. Имаме уште некого на линија, дали сте се уште трпеливи? Добар ден. Доколку не сте, ве поканувам веќе утре повторно да ни се јавите доколку имаме интерес. И професоре, би го искористил вашето ценето внимание и стручност уште да ве прашам кога зборуваме за коронавирусот и COVID-19 заболувањето. Јасно е дека со него мора да живееме во иднина како со сите вируси, бактерии, габи како микроорганизми, бидејќи би рекол соочувањето и превенцијата пред се во имунолошкиот систем и носењето на лична заштита и одржување хигиена е тоа што секој од нас може да го направи, без оглед дали е здравствен работник или обичен граѓанин. Така, значи добрата работа од ваква една пандемија веројатно ќе подигне свеста кај луѓето и кај институциите. Беше незамисливо, мислам дека и кај вас во некоја од претходните емисии спомнувавме дека е незамисливо во школите да нема течен сапун.
Значи во основните училишта, каде што добиваме хепатити, добиваме цревни инфекции. Па и во клиниките кога се оди, знаете каква е состојбата, ако реално зборуваме, да. Недостаток на алкохол, недостаток на средства за лична хигиена. Значи не сме толку сиромашни за да се однесуваме така. Со самото тоа по богатите држави, настрана од овие пандемии, Германија и така натаму, многу имаат помалце вакви летни епидемии со цревни инфекции, со хепатити и така натаму, значи баш поради тие превентивни мерки и тие хигиенски навики треба да ги имаме постојано. И нели науката ги знае и начинот на пренесување на голем број од тие болести и со такви превентивни мерки може да се постигнат добри резултати. Во вакви случаи, нели сега да видиме, можеби ќе се изолираат само позитивните со ковид и да останатите, нели, да се навикнеме, да живееме, затоа што многу повеќе инфективни заболувања имаат многу поголема смртност. Сигурно. И еве, ротавирусите ги спомнувам неколку пати, знаете зошто? Затоа што не умираат здрави деца, они немаат никаква болест. Едноставно имаат инфекција од ротавируси, ги дехидрира за 1-2 дена. Гастроинтестиналниот тракт е зафатен, да. Да, со пролив идат и они не умираат. Значи нема никаква состојба, они се здрави. Ние можеме со многу поблаги мерки, со едукација, со рехидратација да спасиме 600.000 здрави деца во светот. Да, и кратко само за крај, бидејќи многу луѓе и ментално можеби ќе имаат проблем после оваа пандемија да се вратат во нормала, колку овој вирус ако еднаш се одлежи, односно се заболи човек, сметате дека може да рецидивира или тоа се не е научно докажано дека може да се повтори? Значи, бидејќи другите вируси може да се повторат кај некого ако ги имал веќе. Значи, сите овие горно-респираторни инфекции, бидејќи многу мутираат, дали е грип, дали е параинфлуенца, респираторен, коронавирусите се тука, тие мутираат и ни се јавуваат скоро секоја сезона. Меѓутоа, ако еднаш го поминете во овој период, нели, додека до следната сезона, има антитела организмот и нема да се разболи. Да. Дали сега ќе се совпадне исто ваков вирус до нели следната сезона, тоа не можеме да знаеме. Да, ви благодарам многу професоре за присуството, за можноста повторно да ве представам пред нашите гледачи и во некои други времиња да зборуваме за нешто друго од вашата област како инфектолог. Ви благодарам јас на. Благодарам. Уште еднаш и секое добро, професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог, беше денешен гостин во Фактор здравје. Благодарам за вниманието и пријатно утре.